Почитувани представници на медиумите, денес бев во посета на општина Делчево, каде што имав средба со градоначалникот на општина Делчево и пратеничката, која што доаѓа исто така од општина Делчево во собранието. Разговаравме на сите теми и прашања кои што го тангираат овој источен регион, посебно крајниот исток и посебно во делот на изградбата на инфраструктурата во овој регион. Министерството за транспорт и врски во делот на изградбата на патната инфраструктура инвестира како никогаш досега во реконструкција, рехабилитација и изградба на нови патишта во источниот регион. Знаете дека веќе е изграден првиот дел од експресниот пат Штип-Кочани, се гради вториот лот од овој пат, кој што е многу значаен за поврзување на Штип и Кочани, но и за поврзување на овој регион со граничниот премин со Бугарија. Во однос на сите останати патишта, веќе е рехабилитиран патот од Кочани до Македонска Каменица и до Делчево, а денес се наоѓаме на овој алтернативен пат пристапен до Делчево од Виница, со што можам да ја информирам јавноста дека во овој регион и на овие патни правци кои што директно ја поврзуваат Република Северна Македонија со Република Бугарија, инвестираме 50 милиони евра во изградбата на патната инфраструктура за поврзување на општините помеѓу себе од двете страни на границите и за поврзување на бизнис секторот од двете страни на границите, така што ние инвестираме во добрососедство, инвестираме во патната инфраструктура и секако морам да го споменам и транзитот низ Делчево и патниот правец од Делчево до Звегор, со што ние даваме целосно комплетно нова слика на патната инфраструктура во нашиот источен регион, со што се поврзуваме и со Република Бугарија. Можам овде да кажам дека ние го рехабилитиравме и патниот правец од Берово до Клепало, каде што едно од прашањата и интересите на двете држави е да се отвори уште еден граничен премин, кој што ќе биде многу значаен за овој регион, така што во меѓусебна соработка и комуникација сум убеден дека можеме да дадеме свој придонес во подобрување и на квалитетот на животот на граѓаните, во конекцијата, во зближувањето, но и во економската соработка. Можам да кажам дека со општина Делчево како министерство имаме одлична соработка, бидејќи веќе овде во вториот лот од проектот на Светска банка имаме 3 улици кои што се влезени, кои што во текот на 21 година ќе влезат во реализација и секако атмосферска канализација која што е над 200.000 евра се инвестира во Делчево преку Министерството за транспорт и врски и владата. Оваа тесна комуникација ќе продолжи помеѓу на Министерството, општината, заедно со пратеничката од овде, заедно ќе дискутираме, ќе разговараме во блиска комуникација и сум убеден дека даваме сериозен придонес во развојот на овој регион и подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните. Имате ли проекти за доволена колка ќе биде буџетот што се работи на поле на инфраструктура? Во однос на Во однос на инфраструктурата, апсолутно, Министерството за транспорт и врски е подготвено. Сите овие патни правци кои што веќе ги работиме во овој регион продолжуваат да се работат и секако можам да најавам дека во наредниот период ќе имаме настани пресконференции преку кои што ќе информираме јавноста. Министерството за транспорт и врски ќе биде подготвено на 1 декември да го презентира пред јавноста својот буџет и тоа што ќе го работиме во текот на идната година. Можам да кажам преку нашето министерство дека наредната година инвестираме над 10 милиони евра во изградбата на локални улици и патишта низ државата преку Светска банка. Секако продолжуваме со повторно актуализирање на пругата од Куманово до Белјаковце и Крива Паланка, со што очекуваме во првиот квартал од 2021 да биде распишена новата постапка и конечно да видиме сериозен прогрес со нов и сериозен квалитетен изведувач во овој дел. Имаме секако проекти во дел на стамбената изградба, комуналниот дел со изградбата на водоводи и канализации и имаме проекти за целосен развој, рамномерен регионален развој и поддршка на општините, со што секако ќе информираме јавноста. Можам да информирам генерално дека пари за капитални инвестиции има во државата,
тие ќе се инвестираат преку новиот систем со сериозен притисок од страна на Министерството и од страна на владата и верувајте дека во 21 година ќе се уверат граѓаните дека и во време на ковид криза нашиот главен фокус ќе бидат капиталните инвестиции. Благодарам. На огромно задоволство на жителите од повеќе населени места и во Делчево и во Виничката општина. Во последните денови се интензивно работи на патниот правец, регионалниот патен правец Делчево-Виница преку село Бигла, каде што се асфалтираат последните 4 километри, а претходно исто така овде се изврши реконструкција на околу 14 километри од овој регионален патен правец. Така да реконструкцијата опфаќа овде проширување на коловозот од 3 на 5 метри, изградба на банкини и на одводни канали. Последната делница на која што се работи на овој регионален патен правец е од село Бигла до село Трастија, така што вкупната реконструкција ќе биде заокружена на овој регионален патен правец од околу 18 километри. Со реализацијата на овој голем инфраструктурен проект кој што средства се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски во висина од околу 30 милиони денари, ќе се решат круцијални проблеми на жителите од повеќе населени места и од Делчевска и Виничката општина, односно ќе се создадат нормални услови за одвивање на сообраќајот, ќе се секако подобри безбедноста во сообраќајот и ќе секако ќе ја подобрим и комуникацијската врска помеѓу општина Делчево и општина Виница, посебно на селата кои што гравитираат на овој патен правец и во овој регион. Како што спомна и министерот, во Делчево и во целиот источен регион можам слободно да кажам дека се случува една ренесанса која што не била со години, можам да кажам 30 години за во овој источен регион, средствата финансиски кои што ги вложува владата предводена од СДСМ во однос на инфраструктурата, така да во Делчево имаме и голем број други проекти. Дел од тие проекти се одвојувањето на атмосферската отфекална канализација во населба Милково брдо, кој што е огромен проект, кој што е барање на жителите, можам да кажам околу 30 години. Сега практично го решаваме тој проблем на жителите. Имаме решен транзитен булевар низ Делчево, решен патен правец Делчево према граница во должина од околу 5 км, решен е патниот правец во должина од 11 км Делчево-Пекчево, така да реков дека ова е една ренесанса која што владата предводена од СДСМ инвестира во инфраструктурните врски на општина Делчево со целиот останат регион.